На денешен ден, 13 февруари 2011 година, УНЕСКО, односно членките на УНЕСКО, ја усвоија декларацијата денешниот ден да биде светски ден на радиото. Во 2012 година тоа доби уште повисоко ниво, односно Генералното собрание ја усвои декларацијата според која денешниот ден е светски ден на радиото. Тука седам со еден ветеран, новинар со долгогодишно искуство, меѓутоа, колку што јас знам, 25 години има поминато зад радиомикрофоните. И заради тоа би сакал да му посакам добре дојде и честитки за светскиот ден на радио. Еве, во име на сите радиоработници, новинари и друг радиски персонал, честитки за сите. Но честитки за тебе, Џавер Дерала, и ти си радиски новинар. Повеќе водите. Сеедно, ги собиравме пред малку твоите радиски години, стасавме до 7, нели? Но млад си уште. Да. Има доста радија, актуелни, интересни. Твојот глас сигурно е посакуван во етерот. Да, 25 години во радио, најубавиот без конкуренција медиум без суета, слободата. Сега ние сме пред камера. Да не е камерата, ќе се однесуваме можда малку уште покомотно, понеформално. И второ, малку оптоварени. Значи, во таа смисла е најслободен медиум. Второ, не бара подготовка лична, нели, машињаво дело, шминка и така натаму, девојките, водителките. Тој тип на слобода, второ, мобилност. Многу брзо може да се вклучиш во етерот со радио, поготово со ова нова технологија, да не зборуваме, интернетот и така натаму. Радиото е многу важно и во критични моменти за едно општество, во невреме, во војна и така натаму. Радиото е тоа или сообраќаен метеж. Немаш дома да стасаш да гледаш вести или нешто од телефон на интернет, радиото како велат, работел, ти свири радиото. Да, 25 години во радио, најдобар, најслободен медиум и најнесуетен медиум од тој аспект. Мислам дека кадарот што се гради во радиото, мислам дека секој млад новинар, например, треба да почне да работи во радиото. Таму се пече еден убав занает. Таму ја добива слободата на изразот. Таму е неоптоварено до она што претходно го спомнавме, изгледот, карактерот, што ќе рече публиката, јавноста, бидејќи јавноста е опасна работа, нели? Телевизијата е малку е проклета за таа работа, уште на старт, еве ги гледаме и младите новинари, нели? Ќе почнат да ги познаваат на улица, малку знаат и да се испознанесат, нели? Малку на квалитетот на изразот на правоговорот посветуваат внимание, повеќе на тоа, на изгледот, нели, на представувањето, што е легитимно и нормално. Ете, тоа е радиото. Од тој аспект мислам дека е најслободен медиум. Второ, е медиум во кој може да се импровизира, во убава смисла на зборот, нели? Да се, додека се пренесуваат вести, информации или други содржини, сега со интернетот може директно да се врши пренос на нешто што се случува во земјата, во светот, во околината и така натаму. Второ, радиото е многу погоден медиум за граѓанско новинарство, за покренување разни акции, за тоа што на луѓето им треба на местото на живење во градот, во општината, во малото, знае да мобилизира. Ние радиото во Радио Скопје 89-91 година, поготово кога се распаѓаше Југославија и се осамостојуваше Македонија, го искористивме во оваа смисла на зборот, го искористивме за мобилизација, за референдумот, за да влееме надеж дека ако веќе мора да се случи, тоа нек се случи, дека може Македонија и сама, нели? Иако имаше многу стравувања и така натаму. И отворивме она позната Хајд парк секоја сабота 3-часовна емисија. Ми беше задоволство што луѓето ме препознаваа по гласот и на улица, нели? Се јавуваат луѓето нон-стоп, ќе биде со стравувања, кој што рекол председателот, владата ќе издржили сама, не знам, сиромаштија и така натаму, немаше резерви. Се луѓето си даваа одишка малку. Да, и беа поискрени. Беа ужасно искрени, затоа што прво не се представува, не ги гледаме, второ само гласот комуницираат и тоа е убавината на кога веламе најслободен медиум.
Сега, Џабир, јас да те... Сакам уште едно-две прашања, односно да поразговараме околу една работа. Кога пред повеќе од 2 децении почна интернет револуцијата, и таа секој ден е се поагресивна, се подинамична, интернет светот практично ги освојува сега и бројките што ги има телевизиите, весниците, не зборуваме. Пред 20 години се зборуваше дека радиото како медиум ќе одумре. Кога 60-тите години се појави телевизијата, 58-9-та, италијанската, јас живеев каши радио Скопје и таму дојде првиот сигнал на италијанската на Рај телевизија. Сите вика готово радиото изумре, го живее и посилно е отколку што беше. И второ, околу интернетот, ова што го спомнуваш. Има мал милион по светот интернет радиостаници. Точно така. До таа констатација всушност не сакав да дојдеме. Да. Впрочем, сега се аудио платформите и апликациите и на мобилен телефон што ги има Spotify и низа други, тие имаат аудио содржини, не е само за музика. Јас, например, Spotify го користам за да слушам аудио подкасти. Тоа се, нели, ги викаат модерно подкасти, тоа се радио емисии кои можете да ги гледате, да ги слушате кога сакате, и при тоа да работите нешто друго, си направите ручек, например. Тоа е многу благороден медиум, се согласувам. Можете и ручек да направите. Значи, за разлика од телевизијата или од интернетот во видеото, и домот каде што живееш, ти е слободен да правиш 300 други работи и пак да си во текст со музика или со вести или со репортажа, со радиодрама и така натаму. И впрочем, ова што сега ние го разговараме овде, може да се слуша, не мора да се гледа. И секако дека ќе оди на аудио каналот на Цивил Медија. Сакав да те прашам, ти од време на време знаеш да споделиш некој спомен од твојата богата и долга новинарска кариера во радиото, кое, рековме дека е спонтан, брз, мобилен и така натаму. Можеш ли да издвоиш една вест или некоја ситуација од радио животот на Зоран Иванов? Може како вици анекдота. Може и така. Јана веќе длабоко со паравојска загази во себе, негде 90 година, есента 91-та, 90-та. И се чекае со нетрпение вести, се зборуваше дека Јана може да направи пуч, да ги собере Туѓман и Милошевиќ и тие екстремисти, па и дури до Словенија, стоп малку, седнете, договорете се, државата да се спаси Југославија. Тоа беше еден таков стресен амбиент. Дежуравме во радио, што се вели 24 сати, бидејќи почнаа инциденти, почнаа пукања, таму на граница Славонија, Хрватска прво, па после Босна се префали. И вестите уште доаѓа на телепринтер. Имаше една линија со црвени букви. Тоа беше тој црвените вести кои беа од преку Тањук, нели? Кои беа строго недоверливи, туку беа многу важни од важни институции за тоа вести, но ретко се употребуваше тој линк само за такви воредни ситуации. И нормално ја нешто у тоа време бев како ги нарекувавте црвени линии. Така нешто, да, црвениот принтер. И црвениот тикер практично. Црвениот тикер, да. И ова е добро за насловна рубрика. И седиме, јас таму уредник на внатрешно политичка бев тогаш или веќе бев главен уредник на радиото, на македонското радио, на Радио Скопје во тоа време, прва програма. И 11 сат, 11:30 на вечер. Сите Југославија се клатеше, да. Се нишаше. И се чекаше што ќе направи Јана како единствен спас за тие што сакаат да се спаси, нели, државата. Мислам дека мнозинството граѓани во Југославија не сакаат војна, не сакаат таков крвав распад, нели. Национализмот си го направи своето. И за да разбие монотонија, нели, имаш и разни вицови анекдоти, влегов кај телепринтерот, моје дете од мало, нели, тука комшиче ми беше, драги, викам, пишуј,
и она е преузела све цивилни институции у земји. На црвениот. И но тука имаше едно пенџерче од телепринтерското во дескот на радиото, едно ко шалтерче, така ниско да можеш да се наведнеш, така ќе дзирнеш очи у очи, ама само колку раката да помине, нели така тука вестите ги пуштај. И го пуштаат таму, а другиве сите уредници, нели големи, да не спомнувам имења сега, и тогашниот директор Вјекослав, еве името нема да му го спомнам, го земнат ливчето, колегата друг. И вика, гото, ја од тука знам дека да не ќе трчат у студио да го објава тоа. Леле, викам, ќе направам белја. Влегувам натре, сакам да влезам, нели? Гледам тој низ ходник трча, директорот, до студио да однесе веста. И ја вака извини, камерата гледа, нели? Прстот уште го осеќам, болка да го задржам, беше силен, да не отиде, не ме викам моја веста. Ете, тоа не се заборава на тоа радио, да, работевме по 24 часа, дење, ноќе, кога ќе се случеше нешто воредно, тако беше и амбиентот. Не чекавме да не викнат уредници или не. Секој ќе си дојдеше на работа, па после ќе се направеше распоред, ако нешто ќе трае подлого, поплави и такви ситуации, воени действија, ќе се направеше распоред кој ќе оди да одмара, кој ќе дојде ноќе и така натаму. Конгрес. Да, и кафења правење и се. Да. Кафето не беше добро, ама беше турско. Беше добро турско. Онака ретко малку. Со по 4 цигари едно кафе. Така, да. Не јадевме, но чак не пуше. И беше добро. Да, навистина радиото е таков медиум кој плени одеднаш. Јас се сеќавам во една програма, во еден проект. Раскажи ти за твоите 7 години. Би сакал ова да го споделам и да го искористам како повод да го споменеме и нашиот драг колега Крешник Кајдини, новинар и основач на Лайф радио, кој веќе не е со нас, за жал. Тој водеше разни проекти во кои учествуваа и странци. И во една прилика, се сеќавам, кога беше, се уште беше многу нестабилна ситуацијата, имавме бегалци во земјата 99 година, тој почна еден радиопроект пред да го направи Лайф радио. Почна радиопроект кој се однесуваше на бегалците, бегалско радио, на повеќе јазици, мултилингвално, мултикултурално и повика и странци во својот проект. И имаше еден француски радиоводител кој на специфичен или француски акцент зборуваше на англиски јазик. И тој вршеше обука на дел од водителите во радиото, кои исто така беа од редовите на бегалците, дел од нив. И се сеќавам, јас бев меѓу слушателите, сакав да го слушнам што зборува. И најсилен впечаток ми остави една негова, и верувам дека ќе се согласи со мене, едно негово златно правило, вика. Кога сте пред микрофонот, треба да се смеете. Насмевнете се. Насмевката нема да се види, но таа ќе се слушне. И тоа беше неговото правило, дека насмевката може да се... Нас не учеа легендарните радиски спикери во тогашно радио, не со насмевка, него дишете слободно. Дишете како да сте на природа, како да сте во парк, како да сте на планина. Нели? Дишете пред микрофонот, обично знае, нели, трема ќе те стегне некојаш кога има, поготово почетници и така натаму. Да, години. Убав ден, светски ден на... Не знам чива идеја е што го прогласиле светски ден, но навистина радиото заслужува таков пиетет. Па еве повод колешките и колегите во редакцијата и во редакциите наоколу да прочепкаат, нека напишат некој текст, ке прочитаме. Па добро, еве можност, ако сме при крај, и да пренесеме честитки до сите радиоработници, новинари и сиот радиски персонал. Да, а јас тебе ти честитам посебно и лично и ти благодарам што си дел од овој разговор. Така, Џабир Дерала, радио новинар. Да, добро, радио новинар потешко, јас бев радиоводител во Канал 4, во 103, која ти ја создаде, by the way. И водителството е новинарство.
Не може да се биде новинар, да се биде водител, а да не се биде новинар. Кратко Иако време. гледам дека многу наши колеги водители немаат доволно искуство и тоа им се забележува, нели, кога презентираат нешто што е фактичка состојба, треба малку тренинг. Бев и 2 години, значи ми се собраа негде околу 5-6-7 години, бев година дена водител во Лайф радио, кој го спомнавме, радиото на со музиките, како што една слушателка го нарече. Бев во студентско радио, уредник бев 2 години. Тоа ми беше најблиско до радио новинарството, другото ми беше повеќе водителство. Кратко време бев во Нома. Поангажирано од другите Така, да. Кратко време бев во Нома. Ама кратко време. Таму не се снајдов баш најдобро, и се чини дека тоа беше доста амбициозен проект, меѓутоа Владимир Дулевски, мислам, беше првиот главен. не ми текнува сега на тоа и така. Тоа е тоа. Меѓутоа, ништо во споредба со 25 години. Искористиме цивил, доека има малку ум и малку уште сила, да направиме, не треба сега дозвола за фреквенција, да направиме една радио и интернет цивил. Па имавме една таква идеја едно време, ама мислам дека не ја спроведовме, но еве нека биде светскиот ден на радиото, нека биде повод да ја обновиме таа идеја за интернет радио. Се однесува до ангажманот, но нека помогнат во техниката, нели? Граѓанско интернет радио, ГИР. Одлична идеја. Добро, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и јас.